Се поголем е бројот на деца кои се соочуваат со потешкотии во развојот. Во Куманово се почесто помош бараат родителите на деца со говорнојазичните проблеми, но и со проблеми со социјална интеракција, внимание и концентрација. Симона Трајковска, дефектолог и управител на логопедско-дефектолошки кабинет Чикор Плюс, појаснува дека на детскиот развој влијаат различни фактори: генетиката, личните карактеристики, но и опкружувањето во кое што детето расте, неправилното користење на технологијата и големата изложеност на екрани од најмала возраст. Во последните неколку години се почесто имаме деца со потешкотии, најчесто потешкотии во сите сфери, но искрено можам да ги издвојам говорнојазичните проблеми. Многу често тоа е проблемот представува напредната технологија, односно живееме во ера каде што технологија е многу користена, но би сакала да кажам дека и доколку се користи, би требало да се користи во одредени мери и за ограничено, посебно на деца во раниот развој и во период кога деца треба да учат и да се стимулираат да учат нови нешта, а не да бидат пред таблети или пред екрани. Таблетот на нив ќе им даде многу бои, многу тонови, ќе ги стимулира и можат на телефонот да останат со сати, но сепак тоа нема да допринесе кон правилниот раст и развој на едно дете, бидејќи детето треба да учи, да игра и да истражува во околината. Секој дете е индивидуа за себе и секој дете бара правилен пристап. Значи, но како и да е, секој дете треба да се игра и треба да му се посвети внимание. Значи, развојот на детето влија секако од генетската предиспозиција, од самиот темперамент и карактер на детето, но сепак големо влијание врз развојот на детето има средината во која детето расте и се развива, односно обкружувањето во кое детето е секојдневно. Секако нели децата одат во градинка, одреден број на деца посетуваат и логопедски и дефектолошки третмани, но најголем дел од времето децата го посветуваат, го поминуваат со своите родители, односно во нивното потесно семејство, па затоа е потребно родителите повеќе да се фокусираат, да го стимулираат говорот, да го стимулираат растот и развојот на детето, така што преку приказни ќе му раскажуваат, ќе му посочуваат одредени да кажам поими, пример, ќе имитираат со него и ќе се играат и ќе го учат на многу, ќе му го шират поимот, односно ќе го шират вокабуларот на самото дете. Трајковска појаснува дека не е поборник против технологијата, чие користење може да биде и корисно, но родителите мора да го контролираат времето кое децата го поминуваат пред екраните. Доколку детето гледа да гледа телефон, тоа да биде на мајчин јазик, сите сме пораснати со цртани и сите сме гледале цртани, така да секако дека тоа е дозволено, но сепак треба да биде во ограничено време и да биде на мајчин јазик и да родителот со него да раскажува. Пример, што се случува на самиот цртан, да има причина последица, а не само да бидат да поминуваат едни слики во кои што детето не разбира што всушност се случува и да најчесто за жал кај нас тоа се цртани на англиски јазик и многу често се случува деца да прозборат на англиски, каде што би можела да кажам тоа не е во ред, бидејќи во околина каде што детето живее, расте и се развива на македонски јазик, имаме многу често деца кои што прв јазик им е на англиски. Тоа секако не можам да кажам дека е од околината, секако дека тука има влијание технологијата. И доколку нели се гледа цртани да биде во одмерено време, бидејќи многу често на цртани без разлика дали се цртани или игри, има силни тонови, бои, слики кои што детето го фокусираат да остане многу време на самата да кажам нели без разлика цртана програма, но тоа нема да допринесе кон подобар раст и развој, туку детето ќе се само фрустрира кога утре ќе се сретне со некоја во средината каде што живе, во некоја случка каде што дете нема да добива се толку на брз и лесен начин како што тоа истото го добива на цртан, значи и на без разлика, нели на било каква апликација каде што со еден клик може да добие се, доколку во средината каде што нели во реални
реалниот свет, можам да кажам, за се треба да се почека, да се прати, да кажам, интеракција од друга личност и да има, да кажам, нели, соодветна интеракција. Многу често се случува и децата да не знаат да остварат социјална интеракција, односно да не знаат да се дружат, да кажам, бидејќи нели се научени на телефон, не треба да враќаат таму на некаква реакција. Сите заинтересирани логопедско-дефектолошкиот кабинет Чекор Плюс може да го најдат на булеварот Октомвриска револуција спроти градскиот кеј. Мило ми е што во последните, да кажам, неколку години свеста кај родителите и кај општо кај целото обкружување е далеку поголема од претходните години, каде што лицата навистина родителите се грижат и сакаат да пружат помош и имаме стварно, можам да кажам, навистина голем интерес, така да еден апел до родителите дека не треба да чекаат да детето наполни 3 години и да нема поиме, да нема, да кажам, реченица од 2 збора, па да се прашуваат дали е сега право време. Би можела да извојам дека раната интервенција и стимулација на деца е многу потребна и потребно е што е можно навремено да се вклучат во третманите, за да нели се постигне поголем резултат. Функционираме веќе 1 година, во тимот сме специјален едукатор, рехабилитатор, дефектолог, имаме и логопеди. Стручните лица апелираат гледањето во екрани да се замени со сликовници и читање приказни.